вечер и добре дојдовте во 416-тото издание на филмскиот магазин на ТВ Телма Филмополис, кој вечерва комплетно ќе биде посветен на 11-тото издание на фестивалот на европски филм Cinedejs, кој од четвртокот па се до недела се одржува на неколку локации, секако главната локација Киното Милениум во градскиот трговски центар во Скопје. Меѓутоа, публиката проекции може да погледне и во Киното Фросина во Младинскиот културен центар, а исто така и во Кинотеката на Македонија, каде што се одвива ревијата на италијански филм. Поминато годишното јубилејно 10-то издание и оваа година Cinedejs нуди цврста програма, претежно на филмови кои оваа година беа прикажани на големите фестивали во Кан, Венеција и во Берлин. Впрочем, филмови кои ние во текот на годината во Филмополис ги покриваме во целост. Убава можност и домашната публика на големото платно да ги изгледа најзначајните европски филмови за оваа 2012 година. На стартот од емисијата одиме со прилог за она што се случуваше на отворањето на 11-тиот Cinedejs. Добро вечер и добре дојдовте уште еднаш во Филмополис 416. Во четвртокот на 15 ноември започна 11-тото издание на Cinedejs со мото "Исплакнија сапуницата од себе, помалку сапун, повеќе филм", избрано поради опсадата од сапуниците на домашните телевизии со цел публиката што помасовно да се врати во киносалите. Програмата содржи 10 наслови од млади европски автори кои се наоѓаат во официјалната конкуренција, 7 во програмата Сине Балкан, 5 во селекцијата МК и ЕУ, односно европски филмови во кои учествуваат режисери, сценаристи, актери и продуценти од Македонија, како и 40 гала премиери од познати режисери и победници на големите фестивали за 40 години постоење на Младинскиот културен центар, организаторот на Cinedejs. Откако пред неколку години фестивалот се најде во сериозна криза, во последниве пар години сепак успеа да изнедри на површина и на домашната публика да ја го понуди најдоброто од европската фестивалска продукција во тековната година. Не можам да судам за минатото, само едно ќе кажам. Наследивме 44 продадени билети. Првата година 4900, втората 23.000, оваа година ќе ја срушиме бројката. Филмовите, Игор, многу подобро ги знаеш ти. Можеш да ми кажеш кој филм што оваа година излегол го немаме, затоа што буквално зедовме сиот оној опус што го посакавме и што го сонувавме. Гледнете ги фестивалите Карлови Вари, Сараево и се останато, Југоисточна Европа, програмата на Сине Балкан и се останато. Младите режисери, идните Том Тиквер, Вендерс, Алмодовар, знаете дека во официјалната конкуренција и во Сине Балкан програмата единственото правило е да имате прв или втор снимен филм за да учествувате, покрај квалитетот, сепак не без поговор е аранжманот на големиот Берн Будер, пријател наши на Македонија. И токму поради тоа се одлучивме на тој начин да ја возиме оваа приказна, претежок термин возиме, да ја развиваме и мислам дека успешно ни оди. Во програмата Земја во фокусот оваа година е кинематографијата на Египет и ќе бидат прикажани документарни филмови за арапската пролет. Нивни селектор е Шериф Авад, филмски уредник на списанието Ends Today, кој е член на жирито за официјалната конкуренција, во кој уште членуваат и македонскиот режисер Вардан Тозија, како и Јан Харлан, продуцент на филмовите на Стенли Кјубрик. Сепак главни виновници за квалитетната филмска програма се Берн Будер, предселекторот на форум програмата на Белиналето, како и господинот Стевковски. Почитуваниот Берн Будер, преселекторот на форум програмата на Берлиналето, е одговорен за Сине Балкан и официјалната конкуренција. За сето останато гледате во виновникот. Фестивалот во четвртокот го отвори словенечкиот филм Шангајски циган, дел од селекцијата МК и ЕУ, во која главниот лик го игра македонскиот актер Висар Вишка. Го прашавме актерот како дојде до моментот токму тој да ја игра улогата во еден словенечки проект. За среќа работиве не идат како што идат во Македонија, да потегнеш врски, да бараш, да бркаш луѓе, ја тоа никогаш не сум можел да го направам во животот и нема никогаш да го направам. Едноставно имам една пријателка која што е кастинг директор од Сараево, Анила Гајевич, од кастинг зона. И таа ми спомна дека ќе има во Сараево ќе има аудиција за нов словенски филм со цигани, со ово она. Мене ми беше интригирачко, интересно, но кога
направив математика, калкулација колку треба до Сараево да се стигне, дека се стигнува за 14-15 сата и со автобус или со кола, со шој да отидеш. И кажа Фанила, те молам, најди ми, ако е така, најди ми некој кастинг во Лос Анџелес или во Австралија, поблиску ми е него Сараево. Така да ја замолив, пошто одев на пат за Љубљана, за мојот документарец што го работам, реков дали може во Љубљана да се сретнам на кафе пијалок, на пат натаму, па ќе застанам. Таа ми го среди тој состанок и седнавме буквално на 5 минути муабет со Марко Набежник, режисерот, и Дани Саиковиќ, кој што работи во продукцијата. Буквално беше 5 минути муабет и си продолжив, ми го дада сценариото, си продолжив. После неколку месеци ми се јавија као дали си косата, дали ја пушташ, дали ова, она, значи после 6-7 месеци. И викам, чекај, што сакате да кажат? Па не, ти си ја добил улогата одамна, вика него сега. Така беше многу чудно целата работа. Mro aunav Hilutvia Belmondo Mirga, Adaoki paramisi palimri familia. Lekfure del Chavoru andi familia Mirga, sinja mrodada vujaš. Za ljubindja pehandi pira fao, laka suhaja ordja, te usfaurindja peske familia. Udada upre lauktja, la Itaulija. Vulu boltoši, te kada aulu paul, sinja vaujaošna cilo gaf. Kawamo chavo, kawaii, Shanghai. Anglimane praudilo nebo vilauga. Шангајски циган годинава прошета на неколку релевантни филмски фестивали во светот, а на филмскиот фестивал во Монтреал ја доби и главната награда за сценарио. Мислам дека денови на снимање беа околу 50 и нешто 60 од прилика. Најголемиот дел се снимаше во Мурска Собота, во едно село до Мурска Собота, таму се изгради цело село. Значи од нива се изгради цело село и после филмот се руши и се врати пак како нива. Значи тоа е еколошката страна нивна. И таму беше најголемиот дел. Имавме околу 10-15 дена снимање во студио во Љубљана и ден или два во Трст во Италија. Vedo amore, bambini, vedo tanta gente. Ti sposeresti con me? Come? Kafka čere. Va. A šta se tu heja katiloče? Vilo, mangiamo suno. U Шангај улу интересантно. Шангајски циган е приказна за Лутвија Белмондо Мирга, кој раскажува историја за 4 генерации. Белмондо е главниот лик во филмот, цигански крал кој решава да создаде негово собствено циганско село, кое го нарекува Шангај. Тој живее од шверц, но со распадот на Југославија работата опаѓа и Белмондо се наоѓа на крстопат. Вишка вели дека не му представувало проблем да ја одигра улогата, бидејќи добро ги познава ромите. Ја ромите ги знам многу добро. Јас во Гостивар сум пораснал со нив, затоа што тие живеат скоро во центарот во Гостивар и тоа баш до моето основно училиште. И ја 8 години дури со нив бев во банда и се тепавме против албанци и против македонци. Значи ми беа многу интересни како добродушни, многу блиски како луѓе. Значи не ми е тоа никако страно. Но мене ми беше најубаво кога видов сценарио, нели сите кога ќе речеме филм со роми, со цигани, сите знаеме, се потсетуваме на дали Кустурица, дали некој друг кој што има направено, одлични му се филмовите, но он има направено карикатура од ромите и сите други прават карикатура. И тоа воопшто не им се допаѓа на ромите. Така што кога им кажував дека снимам филм за цигани, за роми, сите дека доста више со тие. Да, многу стереотипно и кога го прочитав сценариото, видов дека тоа нема врска, значи овие може слободно да бидат дали италијани, дали словенци, дали било кој народ. Значи тоа е многу фамилиарна драма и е многу човечка драма и не правиме карикатури. Така што кога го прочитав сценариото, ја реков ја ќе бидам задоволен да бидам дел од овој филм било каква улога, а не главна. Значи било што, пошто знаеш што старт кога ќе прочиташ сценарио, кога ќе ти протечат 2-3 солзи онака на све сценарио на крај поготово, знаеш дека не може многу да отстрани филмот од тоа сценарио. И јас веќе ја видов и идејата на Марко Набежник што сака да постигне со овој филм.
По одигрувањето на главна улога на награден целовечерен филм, не интересираше дали се подотворија некои врати за понатамошни проекти на македонскиот актер. Па сега веќе за кастинг што ми ги праќа улогите, не знам, од Анила, па и некои други пријатели што ги имам по Лондон, веќе не ми праќаат кастинзи за пошто имам работено и америчка серија една пред тоа ми беше првата соработка со Анила и Кастинг Зона. Веќе ми праќаат сега за главни улоги. Тоа е разликата што го гледала филмот и таа што е најголем кастинг агент за Европа за американски филмови, па го гледале и она, па го гледале и други, сега веќе ми праќаат улоги за тоа е разликата. Веќе видоа дека се сигурни дека можам да носам и поголем товар него ли епизоди малецки или такви работи. Pa so tukaj pe mišina viso, a? Pa umro dumo keres, a? Heirin mauk dievka. Te šuma. Penen kao i Romanov vođi srčirikli. Sohi furt njoman li tuta. Šoha na žavnes kao i tut ležla. Програмата на Синедејс оваа година содржи неколку музички документарци, кратки филмови од македонската продукција, првпат и поетски филмови, остварување на млади италијански режисери, како и придружни настани, работилници и концерти, меѓу кои на Тони Киртановски и Черкези оркестарот за отворањето, како и настапот на Bay the Fish на 24 ноември во МКЦ, кои ќе свират преработки на Оливер Мандич. Буџетски фестивалот е поддржан со околу 1,5 милион денари од Министерството за култура, град Скопје и делегацијата на ЕУ во Скопје, а поголем дел од трошоците се покриени со приходите од билетите во Милениум и МКЦ. По случувањето на отворањето на 11-тото издание на Синедејс, до крајот на емисијата ќе направиме преглед на филмови кои веќе играе, односно кои ќе ги гледате до крајот на фестивалот. Во првиот блок ви прикажуваме 5 филмови кои изминатите денови од четвртокот па се до вечерва можеа да се видат на големото платно во киното Милениум. Одиме со еден краток преглед, го гледаме филмот Амур или Љубов, годинашниот добитник на Златната палма во Кан, секако филм на Михаел Ханеке, потоа Извиканиот небесен атлас на браќата Вачовски и Том Тиквер, веројатно еден од најозборуваните филмови оваа година. Исто така во следниот блок го гледаме и Космополис на Девид Кроенберг, потоа новиот филм на иранецот Абас Киаростами, снимен во Јапонија, и на крајот од овој блок Пиета, прекрасниот филм на јужнокорејскиот режисер Ким Ки-дук, кој оваа година беше лауреат во Венеција, односно ја доби главната награда од жирито. Je kaj ka? Je quelqu'un? Maman? Tout à l'heure, quand je suis entrée, je me suis rappelé comment je vous écoutais toujours faire l'amour quand j'étais petite. Ça me donnait le sentiment que vous vous aimiez et qu'on resterait toujours ensemble. По филмот на отворање, во ноќниот термин од првиот ден од Синедејс, публиката можеше да го види годинашниот кански лауреат Љубов на австрискиот режисер Михаел Ханеке, кој стана седмиот режисер кој палмата ја добил 2 пати во својата кариера. Во моќната драма која зборува за љубовта и смртта, Ханеке раскажува за соочувањето со болеста и со крајот од животот на еден стар брачен пар, при што ништо не останува тајна. Специфичните улоги одлично ги играат 85 годишната актерка Емануел Рива и 81 годишниот актер Жан Луи Трентењан, кои никого не оставаат рамнодушен по завршувањето на проекцијата. Friday the 15th.
we made sail with the morning tide. I had been quarantined to a storeroom away from the other passengers and crew. All I want to do now is return home. My dear Sixsmith, I am in desperate need of your help. I got hooked on a journal written in 1849 by a dying lawyer during a voyage from a Pacific isle to San Francisco. Half the book is missing. It's completely killing me. A half-finished book is, after all, a half-finished love affair. Во втората фестивалска вечер вистински спектакл на платното, долгоочекуваниот проект на браќата Вачовски, кои по култниот Матрикс не снимија ништо особено. Овој пат Небесен атлас вистински блесна во киното Милениум, можеби и благодарение на Том Тиквер кој е корежисер на проектот. Со еден куп врвни актери и пред се одлично сценарио, овој филм веројатно ќе биде најгледаниот во тековната 2012 година. Saving me twice, Harry. You fall, I'll catch you. There is a natural order to this world, and those who try to upend it do not fare well. Where is your office? What do you do exactly? You know things. I think this is what you do. I think you acquire information and turn it into something awful. What does it mean to spend money? $1 a million? Don't trust standard models. Think outside the lines. You need to be inflamed, don't you? This is your element. This is a protest against the future. They want to hold off the future. It's a scandal, man. Dying's a scandal, but we all do it. He's out there, and he's armed. Makes me feel free in a way I've never known. Секогаш кога на некој А-фестивал со својот нов филм гостува канадскиот филмски маг Дейвид Кроенберг, тогаш очекувањата се навистина големи. Тоа оваа година се случи во Кан, каде маестрото го промовираше популарниот роман на американскиот писател Дон Делило Космополис, сместен во дистопискиот Њујорк, градот полн со превирања како се ближи крајот на капиталистичката ера. Помината годишната посвета на таткото на психоанализата Зигмунд Фројд со филмот Опасен метод, овој пат Кроенберг екранизира култен роман на новите генерации, во кој го истражува влијанието на парите врз психата на современиот човек во време кога парите значат и можат да купат буквално се. I'm looking for more. Show me something I don't know. Destroy the past. Make the future. Everything in our lives has brought us to this moment. Lately, I find myself out gazing at stars. Доколку на еден фестивал нема филм од ирански режисер, тогаш тоа и не е фестивал. Ваквата констатација го спасува Синеде со селекцијата на филмот како некој кој е влюбен на Абас Киаростами, насловен според познатата песна на Ела Фицџералд. Откако иранската влада им забрани на неколку млади филмаџи да работат во сопствената земја,
Постарите го фатија патот под нозе, па така 72 годишниот Киаростами, откако сертифицирана копија пред 2 години го снимаше во Италија, овој пат замина во Јапонија, каде го сними своето ново остварување со комплетна јапонска екипа. Приказната раскажува за една студентка која за да преживее работи како кол герла во неонското Токио, се додека не запознае професор кој ќе го смени начинот на живот. Bump into things like someone in love. Each time I look at you, I'm limp as a glove and feeling like someone. 불안해. 갑자기 사라져버릴 것 같아. 왜 그렇게 잔인했어? 널 용서할 수가 없어. И на крајот од овој блог во кој се подсетуваме на филмовите кои веќе беа прикажани на Cinedis, исклучокот вели дека токму вечерва во 22:30 на програмата е годинашниот венециски лауреат филмот Пиета на режисерот Ким Ки-дук, кој репризно може да се проследи утре во 15 часот во киното Милениум. Наградата на најстариот филмски фестивал во светот за Пиета или Милост само го потврди статусот на Ким Ки-дук како еден од највозбудливите модерни азиски режисери. Во фокусот на филмот е младиот Канг До, во чиј живот по серијата измами со полиси за осигурување ќе се појави неговата одамна загубена мајка. Иако приказната изгледа наивно и препознатливо, сепак Пиета го размрдува умот, а фестивалската публика филмот го прогласи за премногу брутален, темен и вознемирувачки. Секако во Венеција. Доволна провокација, нели? 다시 혼자가 되면 못 살 것 같아. 미안합니다. 엄마만 살려줘요. 당신이 진짜 날 버린 엄마 맞아? По прегледот на филмовите кои во изминатите, односно во првите денови на 11-тиот Филмополис, публиката можеше да ги види во киното Милениум на големото платно. До крајот на магазинот правиме преглед на филмовите кои до крајот на 11-тиот Cinedis ќе може да се видат во киното Милениум. Како и во претходниот блог, и во овој ќе видиме неколку вистински филмски лауреати. Одиме поред. Цезар мора да умре, берлинскиот победник во февруари оваа година, филм на италијанските браќа Тавијани. Потоа од Рим со љубов, новиот филм на Вуди Ален, кој по париската приказна полноќ во Париз, овој пат не води на патување во Рим. Последниот блог и фантастичниот филм на Кристијан Мунгиу, романскиот Зад ридовите, кој доби неколку награди оваа година во Кан, а исто така и еден интересен трилер на францускиот режисер Леос Каракс, Свети мотори. Нормално, како што ќе заврши годинашниот Cinedis, така и ќе го затвориме овој Филмополис 416 со филмот Кога ќе осамне денот на српскиот режисер Горан Паскалјевиќ. Тоа ќе биде се во вечерашниот Филмополис. Ви благодарам на вниманието. Се гледаме следниот понеделник во истиот термин. Чао, чао. Da quando ho conosciuto l'arte, sta cella è diventata una prigione. Она што во фолдерот Must See треба да го гледате во следните денови на Cinedis, секако и годинашниот победник на Берлиналето, италијанскиот филм Цезар мора да умре на браќата Тавијани. Се работи за играно документарен филм, жанр кој одамна не добил главно признание на Берлиналето. Но тоа им успеа на браќата Тавијани, бидејќи тие снимија приказна во која осудениците од злогласниот и максимално осигуран затвор во Рим ги натераат да го подготват Шекспир на театарската сцена, кој потоа го игра и за публиката заинтересирана
заинтересирана да го види овој затворско-шекспировски проект. Одличната идеја и реализација потоа мораше и да се награди, па така сите во Берлин едногласно се сложија дека Златната мечка за браќата Тавијани годинава е сосема заслужена. I'm from Roma. My job is to stand up here and I see all people in Roma. All is a story. А доколку не сте расположени за авторски филм како оној на браќата Тавијани, тогаш сигурно со задоволство ќе го погледнете новиот проект на Вуди Ален, насловен Од Рим со љубов. Откако снимаше во Лондон, па се префрли во Барселона, а сега веќе во предпоследниот филм го сликаше Париз од 20-тите години на минатиот век, њујоршкиот невротик Вуди Ален овој пат ќе не однесе во Рим на патување во неговство. My friend just broke up with her boyfriend. I told her she could stay with us. She's smart and funny. Men just adore her. I think it's because of the sexual vibe that she gives off. I always had a little yen for sleeping with a woman, and when I finally did it was incredible. She's something, isn't she? Ciao, faccio tanti. Ciao, Gabriele. Ma che vi prende? Ma che siete voi? Sei famoso! Cosa ha mangiato a colazione? Michelangelo, Hi. this is my father. Nice to meet you. Without the unions, the worker would be ground into dust. The kids are communists, the father's a mortician, the mother run a leper colony. Un evento televisivo che noi siamo in grado di documentarvi in diretta dal primo all'ultimo gesto. Lavorare tutto il tempo sdraiati sulla schiena, non lo posso immaginare. Io sì. I don't want to do it here. You're gonna screw your best friend's boyfriend? Does it really matter what the venue is? You will never understand women. That's been proven. Isn't it nice to be someplace of pleasure? No. Și mi vine să trăiască în mănăstire, trebuie să se elibereze de toate șele lumești. Tu mă mai iubești pe mine? Враќајќи се повторно на канските лауреати кои ги има најмногу во годинашната Синедес селекција. На програмата во петок е романскиот филм Зад ридовите на режисерот Кристијан Мунгиу. Годинашната палма за најдобри женски остварувања отиде во рацете на женскиот тандем Козмина Стратан и Кристина Флутур за нивните маестрално одиграни роли токму во филмот на Мунгиу, а драмата на романскиот режисер ја доби и наградата за најдобро сценарио. Филмот се фокусира врз двете девојки кои по интимните месеци поминати заедно мораат да се раздвојат. Откако едната од нив ќе се придружи на религиозната комуна, нештата ќе станат неповратни. Poichiț, tu iubești părintele ăsta? Domnul dă la fiecare ce trebuie, nu ce vrea. Ieși afară din biserică. N-ai nimic în altar, nu? Ieși afară! Meciți-te. Je suis prêt. Can I take you home? Can I take you home? There's no Jimmy. Harry. Harry. Одамна на домашното фестивалско платно не сме гледале филм од провокативниот француски режисер Лео Каракс, кого го паметиме по прекрасниот филм Љубовниците од Понтнев од 90-тите години на минатиот век со Жилиет Бинош и Денис Лаванд во главните роли. Токму Лаванд е главен протагонист во новото остварување на Каракс, кое според трилерот сигурно ќе ви испровоцира. Come with me now.
sasvim slučajno, radnici koji su kopali da bi otklonili kvar na vodovodnim cevima na Starom sajmištu su našli ovu kutiju. U njoj je pismo vašeg oca. Neke note. Vi ste mene s nekim zamenili. Okupacija je iz osnova izmenila naše živote. И на крајот од овој преглед на филмови кои до крајот на Cinedez до 25 ноември ќе имате можност да ги гледате на фестивалскиот репертоар, ви го представуваме филмот На затворање, кога ќе осамне денот на српскиот режисер Горан Паскалјевиќ, по сценарио на Филип Давид со Мустафа Надаревиќ во главната роља. Кога ќе осамне денот, сигурно ќе ве потсети на славните денови на Паскалјевиќ и неговото филмско мајсторство, во кое уживавме во филмовите како Кучето кое ги сакаше возовите, Летото 68-та, Време на чуда, Танго Аргентина и секако адаптацијата на Буре барут на Дејан Дуковски. Vi ste Jevrin. Ne znam. Zaista ne znam. Čekajte! Čekajte me! Sine, taj logoraš, to je bio moj otac. Šta je bio? Zločini se ponavljaju, zločinci ostaju nekažnjeni, a ravnodušnost sveta ostaje. To mora da bude veličanstveno. Doći će pola Beograda da nas čuje. Treba samo da odeš na to mesto i vidiš, bez spomena, bez pravog obeležja. Pa tamo je stradalo 1000 ljudi. Ej! Gde smo to stigli, profesore? Judenlager Zemlin, logor za Jevreje i za vas cigane. Boga mi, jezivo mesto. Kompozicija koju ćete sada čuti pisana je na ovom mestu. Dok ta muzika postoji, postojat ćemo i mi. Zapisao je kompozitor Isak Weiss.